Колку време им посветуваат родителите на нивните деца? Колку ефикасно време им посветуваат без при тоа да пеглаат, да прават ручек или да гледаат телевизија? Колку трката по пари ги оддалечува родителите од нивните деца? Денешна тема на 24 вести. Колку време поминувате дневно со вашите деца? По планинјата, нели? Во тој период бидејќи тие треба рано да си легнат, значи по пладнето се обидуваме да го искористиме онака како што сакаме заеднички. Он сака да гледа повеќе цртани филмови, јас повеќе сакам нешто друго да правиме, ама на крај ќе се договориме, ќе испаднат 2 сати, 3 сати. Градинка е до 3 часа, после тоа до 8 часа. Сигурно до утре со мене. 15 часот до следниот ден до 8 часот. Па 10 часа сигурно денот. Па веројатно по 4-5 сати на ден. Некои светски истражувања покажуваат дека вработените родители, особено мајките, поминуваат околу 1 час дневно со децата. Но доколку во тој податок се внесат и викендите, излегува дека вработените мајки за една недела со своите деца поминуваат ефикасни едва и неколку часа. Речиси сите родители се трудат што подобро да избалансираат помеѓу работата, воспитувањето и домашните обврски. Но научниците предупредуваат дека родителите прво треба да се фокусираат на квалитетно поминато време со децата. Според истражувањето на Организацијата за економска соработка и развој, мајките во Велика Британија, кои се највработените жени во Европа, за време на работната недела дневно успеваат да поминат едва 1 час и 20 минути со своите деца, додека мајките во Ирска наоѓаат речиси двојно повеќе време од нив. Истражувањето покажало дека родителите се соочуваат со голем број на обврски и грижи околу децата, а времето посветено со нив го ставаат на високо место на приоритети, па поради тоа често забораваат на одмор и спиење. Мајките најчесто времето поминато со децата го користат за да ги нахранат, избањаат и облечат, додека татковците се фокусираат на практичните работи, како што се пишување на домашни задачи, спорт и читање. Македонските експерти пак тврдат дека дури и овие 1 до 2 часа се доволни ако времето поминато со детето е квалитетно. Под квалитетно родителство се подразбира и наметлив разговор за одредени теми кои треба да се дискутираат, а често се занемаруваат. Во хиперинфлација, трка со цени и недоволна заработувачка, родителите бараат начин за да заработат пари, па често го занемаруваат родителството. Без оглед на се, сите се согласни дека домашното образование е приоритет. Има решение. Викендот е едно решение кое овозможува обезбедување континуитет, ама секојдневното решение отприлика вака. Значи, родителите се 8 часа на работа, вклучувајќи 2 часа превоз, тоа се 10 часа. Би рекол, активно исклучување од домот, физичко, но со постоење на современи комуникацијски системи, телефонски апарати, Skype, Messenger и други форми кои децата ги употребуваат и доколку во домот ги имаат децата тие можности, едноставно родителите може да им посветат и на тој начин внимание. Значи да се прати порака СМС, да се јавиш телефонски, фиксен, мобилен, да на месенџер да пратиш порака, едноставно да се воспостави една комуникација со детето, чисто во текот на денот да се има каква таква комуникација, за која ќе се биде дома, да се продолжи поинтензивно, визуелно, лице в лице, онаа комуникација која е неопходна и која не може да се замени со никаква друга директна комуникација. Од тој начин што ние заговараме дека подобро е половина час квалитетно воспитание и родителствување отколку физичко присуство од повеќе часови без активно учество на детето и на родителот. Пак ќе се вратам, не може да очекуваат родителите дека училиштето може да биде втора мајка и да ја замени квалитетното воспитание, како што може да биде родителот и како што треба да биде родителот. И да не навлегувам во таа префрлување на одговорноста кој за кого треба да води, дека домашното воспитание односно е приоритет и дека сите деца кои одат во училиште не се доволно воспитани, наставниците или учителите ги нарекуваат дека нема домашно воспитание, а родителите ги испраќаат децата во училиште со тоа да стекнат некакви воспитни навики кои треба да ги дополнат во образование
И тука има еден, би рекол, празен простор во кој нема доволна координација и систематизација во однос на тоа кој зашто како во кој момент е одговорен. Факт е дека најпрвите навики се стекнуваат во семејството, но не можат ни да се амнестираат воспитно-образовните структури од тоа дека треба и тие понатаму да го следат поведението на детето, неговото воспитание, да бидат во близо контакт со своите родители, посебно тоа што имаме информација дека многу деца живеат во дисфункционални семејства во ризик, каде што нема таков тип на квалитетно воспитание и децата најчесто постигнуваат и лоши резултати во училиште, а се повеќе и повеќе агресивното однесување им станува приоритет во однос на докажување, себе докажување во средината каде што учат и наместо да биде надпревар за знаење, станува надпревар кој ќе направи поголема неволја и на тој начин се создава една попреченост во однос на образованието на другите ученици кои решиле да одат на училиште и да научат. А да не говорам дека образованието не е толку квалитетно колку што треба да биде, и да не говорам за тоа дека во сите училишта нема социјален работник кој мора да ја превенира оваа главна улога, да му помогне на психологот и педагогот не да биде репресивна мерка, нешто каде што детето ќе поиде како казна, него ќе биде информирана времено од социјалниот работник, точно да ја детектира состојбата со децата во таквите ризични семејства, за да може да му се помогне на време да излезе од една таква ситуација. Дури ние заговараме дека центрите за социјална работа мора да бидат на терен, да вршат наблюдување на овие семејства, не само да им даваат социјална помош, се со намера доколку се случи да се утврди дека не можат родителите на таков квалитет да го исполнат квалитетното родителствување, под строг надзор да биде одреден временски период или да му се одземе родителското право, се со намера детето да не биде жртва, да го изгуби својот живот во едно такво семејство или пак да биде подведувано, сексуално злоставувано или родоскрнувано. Така, меѓутоа, мислам дека по малите дечиња ја имаат онаа моќ на гледање на родителот и прилепување и привлекување на негово внимание. Меѓутоа тоа не е случај со оние што се во пубертет. Да, адолесцентите се повлекуваат во себе затоа што се меѓу големи деца и мали деца и се мислат дека самите треба и ним всушност можеби најмногу им треба нашата поддршка затоа што сметаат дека за проблемите со кои се среќаваат можат сами да се носат и да го решат проблемот. Но ќе ви кажам, ако еден проблем и на време не се детектира, тој може да се мултиплицира, тие може да се намножат и детето да се најде во еден, би рекол, лавиринт на мноштво проблеми во кои не може сам да најде соодветно решение и мора родителот да му биде поддршка и потпора или некој најблизок, брат, сестра, вујко, чичко, значи некој треба со детето да биде во разговор. Ја мислам дека тука треба и активна улога на самите родители, не само во дома, туку и не присуство само на класниот час, односно класниот родителски задолжителен состанок, туку од време на време да наоѓаат време да го посетуваат класниот или психологот, педагогот, се со намера да се информира за неговото поведението на своето дете или евентуално да прашаат нешто повеќе за да се почувствува дека родителот е загрижен, а и психолозите, педагозите и класните и наставниците бидат повеќе мотивирани кога родителот е загрижен, дека и тие треба нешто повеќе да сторат. Вака кога нема на некој начин, тоа би го нарекол родителски мониторинг, наблюдување на состојбата со неговото дете, наставниците помалку се мотивирани да посетат внимание на таквите деца чии родители не ги посетуваат училиштата и нивните наставници. Пред неколку години токму првата детска амбасада Мегеши беше таа што низ градот постави неколку билборди со силна содржина. Ако се сеќавате, ние стартувавме со неколку кампањи за одговорно родителство. Првата кампања беше најблагопријатно прифатена. Дали денес го гушнавте вашето дете? Значи да му изразиш љубов, нежност, внимание на детето, да осети дека некој го сака, некој мисли на него, некој води грижа за него и тоа беше прифатено без поговор, би рекол од страна на сите родители. Втората порака беше дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате. И тука немавме никаков проблем и реакција од страна на родителите, но кога го поставивме третото прашање, дали денес разговаравте со вашето дете, веќе наидовме на проблем. Значи почна да ни се јавуваат на СОС телефонот родители кои бараат изговор
за недоволното посветено време кон своите деца. Изговорот, како што веќе кажав, е немам доволно време, јас сакам, но не можам. Имам полно часови работа, заморена сум, кога ќе дојдам дома истоштен сум, проблеми, финансиски, работни и така натаму. И некој треба да ја почне иницијативата за разговор. Дали детето или родителот во секој случај мора да има иницијатива за разговор, затоа што детето е фрустрирано, едноставно никој не го слуша во училиште, наставникот од него очекува само наставни предмети и содржини да ги одговори на колку му објаснува да биде подготвено, тоа е друго. Психологот и педагогот, пак ќе повторам, немаат време за превенирање, него тоа е веќе како репресивна мерка, ќе одиш кај психологот под казна и сите знаат дека тоа дете нешто сгрешило, отишол кај психологот под казна. Улицата си има своја законитост и сега семејството ако не е една сигурност за детето едноставно станува дисфункционално во однос на функционална негова заштита. Најголем дел од жените во урбаните средини се вработени, па токму поради тоа е многу тешко да се усогласат деловните со приватните обврски. Сепак, психолозите ширум светот препорачуваат неколку чекори за да може жената да најде доволно време и за себе и за своето дете. Првиот чекор што треба да го преземе секоја жена која сака да се развива на професионално ниво е да се обиде да го вклучи партнерот во одговорноста за домот и децата. Меѓутоа, партнерот не може да биде само потпора. Не треба да заборавиме дека роднините исто така може да помогнат. Баби, дедовци, тетки, вујковци, чичковци и така натаму. И во случај кога и роднините се настрана, секогаш како опција се и добрососедските односи. И кога се исцрпени сите видови на поддршка, а семејството е финансиски стабилно, постои можност за плаќање на дадилка која ќе одржува куќата, ќе готви и ќе се грижи за децата. Вториот чекор е да се утврдат приоритетите и да се дефинираат бизнис и личните обврски. Доколку добро се испланираат деловните и приватните обврски, тогаш семејството ќе може полесно да се прилагоди кон обврските во домот. Секогаш приватните планови треба да се усогласат и со плановите на другите членови на семејството и на тој начин да се поттикне хармоничен однос. Следниот чекор е поврзан со вториот, односно со задолженијата во домаќинството. За одмор и релаксација потребно е време, а ако немате време за да издвоите за пријателите, најдобро е да се јавите и да ги викнете на гости. Ем ќе ви помогнат, ем ќе си поразговарате. Многу ретко и се вбројуваат како исклучоци, но некои мајки кои иако работат турбо, а во исто време имаат доволно пари за да си дозволат помошничка да се грижи за нивното дете, сепак се трудат да најдат време за се што треба. Па затоа често велат дека се зафатени 300 на час. И тука повторно се јавува една нова дилема меѓу усогласувањето на работата и семејството, а тоа е дали да се најде слободно време на сметка на амбициите или да се трча кон унапредување и да се има помалку слободно време. Мајките кои работат постојано ќе мора да се докажуваат и на својот работодавец да му покажат дека семејството не е пречка за извршување на нивните професионални работи, но и да се бранат против различните форми на мобинг и дискриминација. Најважно од се е службените проблеми да се остават на работа, а приватните дома. Иако за зафатените мајки приватниот и деловниот живот се густо испреплетени, сепак мора да се раздвојат. Потребно е да научат како да го контролираат стресот и мислите, а потоа и да му се посветат на семејството. Експертите советуваат, доколку стресот е проблем, мора да се најде начин тоа да се среди, да се спортува, да се одржува повисоко ниво на енергија, кој ќе овозможи да се најде време за деловните и приватните обврски. Без оваа опција, единствено што ќе може да направите после работа е да лежите во кревет, без сила да им се посветите на најблиските. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Децата чии мајки работат со скратено работно време се поздрави од оние деца чии мајки работат 8 часа. Децата на помалку вработените мајки имале поумерена телесна тежина, гледале помалку телевизија и повеќе спортувале во споредба со оние чии родители немале голема контрола